Почитувани граѓани, зад нас ја оставаме годината која што го донесе најсериозниот предизвик со кој светот се соочил во последните децении. Година на глобална пандемија од коронавирусот, кој целосно ги промени нашите животи, секојдневие и навики. 2020 година долго ќе ни остане во сеќавањата, како се боревме со вирусот, но и како успеавме да одговориме на сите предизвици, здравствени и економски, пред се како луѓе, а потоа и како држава и како општество. Како држава имавме сериозен, навремен, соодветен, системски одговор на сите здравствени и економски предизвици. Како народ, покажавме зрелост и одговорност со почитување на мерките и препораките за заштита од COVID-19. Во борбата со смртоносниот вирус, дел од нас загубија блиски и драги луѓе. Сочувствуваме со нив. Тешкото време ја поттикна солидарност, човечката грижа, заедништвото и одговорност. Се потсетивме колку е важно меѓусебното помагање, колку значат односите со своите најблиски во семејството. Уште еднаш, од срце им благодарам на сите кои неуморно се бореа и се уште се во првите линии во борбата против COVID-19. Здравствените лица, лекарите, медицинските сестри, но и полицајците, војниците, инспекторите. Тие се нашите херои. Тие ја има целата наша почит. Добро е што нашите македонски институции одговорија брзо и соодветно од самиот почеток на кризата. Со серија мерки и политики и со неколку економски пакети, вредни над 1 милијарда евра, ги зачувавме работните места, ги помогнавме граѓаните, младите, невработените, фирмите, економијата и во време на ваква криза, платите, пензиите продолжија да растат. Продолжи растот на инвестиции во капитални инфраструктурни проекти битни за животот на граѓаните во секоја општина. Тоа значи имаме функционална држава која е тука за народот секогаш кога му е потребна. Тоа е наш заеднички успех на СДСМ, на народот, на сите нас. Покрај сите предизвици, оваа 2020 година успеавме да оствариме и многу важна стратешка цел поставена уште од независност. Станавме 30-та земја членка на НАТО алијансата. За нас македонците особено е важно што успеавме да влеземе во НАТО со сочуван идентитет како македонци кои говорат македонски јазик. И многу е битно што оваа година граѓаните одлучија да продолжиме по вистинскиот, по европскиот и по модерниот пат. Започна и процесот на прочистување на судството. Напредокот продолжи на сите нивоа и во сите сектори. Почитувани граѓани, пред нас се нови предизвици, но и нова надеж дека 2021 ќе биде подобра година. Предстои масовна вакцинација против коронавирусот за конечно сите заедно да ставиме крај на оваа пандемија. Преку стратешката акција 21, европските стандарди ги носиме дома. Да, македонската иднина е европска и продолжуваме по тој пат. Се посветуваме на позитивна трансформација на сите клучни сегменти во нашето општество. Правда и целосно пречистување на судството, борба против корупцијата и криминалот, поголема транспарентност и отвореност се приоритетните цели во следната година. Следува целосен рестарт на македонската економија за повисок економски раст, за подобар животен стандард за сите. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е тука за вас, со сиот свој потенцијал. Ние сме тука за вас и за нашата татковина, да ја служиме и да ја чуваме. Да празнуваме одговорно за време на празниците, да ги почитуваме препораките и во новата година да влеземе со нова енергија, да создадеме повеќе и да се радуваме повеќе. Ви посакувам добро здравје, ви посакувам среќна и успешна 2021 година.